Во Тетово, Скопје, Битола, Кичево и во Кочани и денеска се регистрирани високи концентрации на ПМ10 честички. Владата на Република Македонија вчера на вонредна седница донесе повеќе заклучоци и препораки во врска со зголеменото ниво на загаденоста на воздухот. Се препорачува на сите правни субјекти во Скопје и Тетово, каде во 10 последни дена ПМ10 честичките се над дозволените граници, до 4 јануари да ги ослободат од обврски бремените жени, лицата над 60 години со респираторни и кардиоваскуларни заболувања, како и лица под 60 годишна возраст со астма и хронична обструктивна белодробна болест. Градот Скопје и општина Тетово добија препорака да ги интензивираат активностите за чистење на улиците, особено околу градилиштата. Државниот инспекторат за животна средина до 4 јануари ќе врши секојдневни вонредни контроли во инсталациите кои подлежат на А интегрирана еколошка дозвола, додека Скопје и другите општини ќе вршат неделни контроли на инсталациите кои подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола. При тоа во Скопје и Тетово се препорачува редуцирана работа на индустријските капацитети. Препораки има и до граѓаните, почесто да го користат јавниот превоз, да не ги користат возилата без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време и да се почитуваат одредбите во однос на материјалите кои се користат за затоплување. Под контрола ќе бидат и сите автосервиси. Новиот закон за извршување кој е во собраниска процедура предвидува извршителот задолжително пред да блокира сметка писмено да го извести должникот и да побара од него во рок од 3 дена да го плати долгот, пренесе председателот на Комората на извршители на Република Македонија Зоран Петрески. Ова дејство, како што појасни, ќе овозможи должниците да дојдат ко извршителот и да ги достават податоците кои се бараат од нив, со што ќе се намалат трошоците на извршувањето кои вообичаено паѓаат на нивни товар и воедно ќе бидат во можност да го платат долгот или да предложат средство за извршување кое е поповолно за нив. Ова, според председателот на Комората на извршители на Република Македонија, ќе значи дека граѓаните повеќе нема да ги имаат трошоците за деблокирање на сметка, како и дополнителните трошоци кои чинат и до 1500 денари, а се однесуваат на податоците што досега извршителот сам ги прибирал од соодветните институции. Народната банка на Република Македонија од утре ги укинува заштитните мерки воведени во јуни годинава заради должничката криза во Грција. Заштитните мерки ја постигнаат целта заради која беа воведени, односно оневозможија поголеми капитални одливи од Република Македонија, не нарушувајќи го при тоа деловното работење на домашните компании со грчки субјекти. Рамнотежата во билансот на плаќањата и стабилноста на домашниот банкарски систем беа одржани, соопшти НБРМ. Веќе одреден период состојбата во Грција се стабилизира, кредиторите продолжија со финансиското поддржување на Грција, која што пак се обврза да применува економски и социјални реформи, како и мерки за штедење. Поради тоа, почнувајќи од 29 декември оваа година, оваа одлука веќе не е во примена, се нагласува во соопштението од Народната банка. На негувателката родена 1951 година, за кој постојат основи на сомнение за сторено кривично дело телесна повреда врз старо лице, и е одреден притвор во трајање од 8 дена. Основното јавно обвинителство Скопје до надлежниот суд побара притвор за осумничената, која што се товари за повредите нанесени на изнемоштена 84 годишна старица која и била доверена на чување. Бензинит од ноќеска на полнок ќе поевтинат за 1, а дизелот за 3 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Литар Евросупер БС 95 ќе се продава за 61,50, а Евросупер БС 98 за 63,50 денари. Новата цена на Евродизел ќе изнесува 43,50 денари. Екстра лесното масло за домаќинство поевтинува за 3,5 денари и ќе чини 32 денари за литар. Поради опасност од тероризам, австрискиот главен град може оваа година да остане без новогодишната патека, односно неголемиот организиран дочек на Нова година под ведро небо. Таму секоја година има стотици илјади жители навиена и туристи, објави весникот Естераих. Разузнавачките служби предупредуваат и на опасност од терористички напади на масовни манифестации, па и на прославата на Нова година што престои. На новогодишната патека во Виена се собираат секоја година околу 700.000 луѓе.